Господ и Спасител Исус Христос, ќе ја почнеме оваа утринска богослужба и ќе го прославиме Бога со песната број 313. Јас доаѓам, о Боже мој, со сите мои слабости. Се надевам на крстот Твој, о јагне Божјо, доаѓам. So site moji slabosti, se nadevam na krsto Tvoje, o jagne Jaz doaѓam i ne čekam, za soseda se očistam, od Tvoj takav se izmiva moja Božjo doaѓam. Ja doaѓam nesiguren, so borbatu isponet, so nadešljasti prijođa moja Božjo doaѓam. Ja doaѓam bez bogatstvo i duhovno slepilo, po Tebe se naoѓa moja Božjo doaѓam. Jaz doaѓam so verba Ti nikogo ne odbivaš, za pročka da Ti pobara moja Božjo doaѓam. Ќе го слушнеме 65-тиот псалм. Тебе, Боже, Ти припаѓа похвалата на Сион, и Тебе ќе Ти се даваат завети. Ти услишуваш молитви,
кај тебе ќе дојде секоја плот. Кога грешни дела не совладуваат, ти ги простуваш нашите престапи. Блажен е оној кого ти си го избрал и примил да живее во твоите дворови. Дај да се наситиме со добрини од твојот дом, од светоста на твојот храм. Преку чудесни дела ни одговараш и не избавуваш, Боже, Спасителе наш. Ти си надеж на сите земни краишта и на оние што се далеку преку морето. Ти, кој горите си ги поставил, со силата своја и со моќ си се препашал. Ти, кој ја замолкнуваш морската бучева, шумот што го праваат брановите и буните кај народите, и се плашаат сите оние што живеат на крајот од светот од чудесата Твои. Ти создаваш радост каде што утрото се раѓа и вечерта заоѓа. Ти ја посетуваш земјата, ја напојуваш, ја збогатуваш. Потокот Божи е полн со вода. Си им приготвил храна на луѓето, бидејќи така си ја подготвил. Ги напојуваш бразите неизини и ги порамнуваш грудките неизини и со дождовни капки ја благословуваш да раѓа плодови. Ја увенчуваш годината со Твојата добрина и колите Твои полни се со плодови. Се појавуваат пасишта по пустините и речињата се исполнуваат со радост. Ливадите се китаат со стада, а долините се редаат со плодови. Сите воскликнуваат и пеат. Амин. Нека да го прославиме Божјото име и со втората песна, број 57. Запеј ми ги зборовите на живот, колку ми се милозвучни, пречудни зборови, вера ти е носат животен пат водат.
се зборовите на живот. Се разгласува пораката за радост. Нуди мири простување, темеля сите нас. Исус Христос дојде, за нас на крсту умре. Прекрасни сте, чудесни сте, зборовите на живот. Прекрасни се, чудесни се, зборовите на живот. Ќе се исправиме за молитва. Навистина прекрасни се Твоите зборови, Господе, зборови кои што даваат вечен живот. И ние сме благодарни што ово утро можевме да дојдеме кај Тебе, затоа што нема друга личност, друго место каде би можеле да отидеме и најдеме зборови на вечен живот, освен кај Тебе, о Господе. Фала Ти за таа можност и таа привилегија, што можеме да се собереме како браќа и сестри во Твоето име, да се соединеме со Тебе, о Господе, да се соединеме еден со друг и да ја бараме Твојата волја ово утро, преку тоа што ќе го читаме Твоето Слово и ќе размислуваме за Твојата волја. Те молиме преку денешната богослужба, преку песните, молитвите, Словото, се што, Господе, правиме, да не приближиш до Тебе. Сакаме поблиску да дојдеме до Тебе и до Твоето Слово, бидејќи без Тебе нема живот, без Тебе нема радост во овој свет. Без Тебе, Господе, немаме смисла за нашиот живот. Затоа Те молиме ово утро да не благословиш. Ти ги знаеш сите наши потреби. Знаеш, Господе, секој еден што носи во нас. Нашите планови. И днината, минатото и сегашноста се во Твоите раце, Боже. И затоа ние се препуштаме на Тебе. Те молиме, Господе, Ти да ги подготвиш нашите животи за Твоето второ доаѓање. И во овој адвентен период, кога се наоѓаме, да размислуваме на средбата со Тебе. И не само сега, Господе, тоа да биде и секој ден од нашиот живот. Затоа што не го знаеме ниту денот, ниту часот, кога Ти ќе не посетиш, Господе. Затоа Те молиме да им дадеш будност, спремност, да ја зацврстуваш нашата вера за денот кога ќе се сретнеме со Тебе. Прости ни за се што сме Ти сгрешили, Боже. Обнови ги нашите срца, обнови ја нашата душа, обнови ја нашата вера, Господе, обнови го заветот со Тебе, бидејќи ние живееме преку Тебе. Умираме, Господе, преку Тебе и го добиваме вечниот живот преку Тебе. Затоа, ово утро, ние се препуштаме на Тебе во Твоите раце и се молиме во името Исусово. Амин. Драги браќи, драги сестри, драго ми е што по Божја волја ово утро можем да бидам овде помеѓу вас за заедно да го славиме Божјото
име, воедно сакам да ви ги пренесам и срдечните поздрави од браќата и сестрите од Муртино. Овде помеѓу нас имаме и гости. Сакам да го поздравам проповедникот Синиша Малик, кој што е проповедник во Адвентистичката црква во Кавадарци. Драго ни е што сте овде помеѓу нас. Сакам да ги поздравам и другите гости кои што се од далеку дојдени на денешната богослужба, како и домакините кои што секоја недела ги посетувате богослужбите до Божјиот дом за Божја слава. Сите вие сте срдечно поздравени во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Се наоѓаме во адвентниот период, Божикен период, Божикно време, каде што размислуваме за Исусовото доаѓање. Не се мисли само на Исусовото раѓање, но адвентното време исто така не подсетува и на второто Исусово доаѓање. И се поистоветуваме со израелскиот народ, како го очекуваше Месијата да дојде, така и ние го очекуваме нашиот Господ и Спасител да дојде, како што тој ни вети. И денес е третата недела, адвентна недела, на која што размислуваме за верата, која што е многу добра тема за крајот од годината и се наоѓаме на почетокот, односно на прагот од новата година. Обично во овој период размислуваме како поминала старата година. Што сме постигнале, а што не сме постигнале од планираното, од целите кои што сме ги поставиле за минатата година. Во фирмите се прават пресметки. Исто така правиме пак и нови планови. Имаме желби за новата година. Размислуваме за нови идеи. Сите сакаме новата година да ни биде поубава. Сакаме повеќе успеси, подобро да ни биде. И така, овој период, крајот на старата година, почетокот на новата година, размислуваме повеќе на вакви теми. Тоа кој што Бог сака ово утро да ни го задржи вниманието е да размислуваме на тоа колку сме му биле верни на Бога во минатата година и колку планираме да му бидеме верни во следната година. Темата на ова утринска проповед ќе ни гласи вера на Божите зборови. Дали веруваме на тоа кој што го читаме и слушаме од Словото, од Божиот збор. Колку тоа има важност за нас. Каква сериозност, тежина му даваме на Божиот збор, кога ние го читаме и слушаме. Ние често пати се среќаваме со Божиот збор. Тој ни доаѓа преку Словото Божјо, по пат на проповеди, по пат на сведочанства, по пат на песни, разговори. Словото Божјо Бог ни зборува. Дали ние му веруваме на тоа кој што Бог не го кажува? За таа цел ќе прочитаме библиски текст од Словото Божјо, врз кој што ќе биде заснована денешната проповед и не се наоѓа во книгата на Битие, 15 глава, ќе читаме од 1 и 6 стих и таму ќе видиме за Авраам како му поверува на Бога.
Може да внимавате во вашите Библии, книга Битие, 15 глава, од 1 до 6 стих. По оние настани беше упатено слово Господово кон Авраам во видение. Не плаши се, Аврааме, јас сум ти закрила и наградата твоја ќе биде многу голема. А Авраам рече, Господи, зошто ми се твоите дарови кога сум без пород? А наследник во мојата куќа е Елиезар од Дамаск. И пак рече Авраам, бидејќи ти не ми даде потомство, ете затоа еден од слугите родени во куќата моја ќе биде мој наследник. Но Господ пак проговори, нема тој да ти биде наследник, туку оној кој ќе произлезе од тебе, тој ќе ти биде наследник. Па го изведе надвор и му рече, погледни на небото и изброј ги звездите, ако можеш да ги изброиш. И му рече, толково ќе биде потомството твое. И му поверува Авраам на Господ, и тоа му се засмета за праведност. Ете, тоа е Словото Божјо, дадено за сите нас ова утро, драги браќа и сестри. Вера. Колку мал збор, од 4 зборчиња, а толку силен, толку снажен, за кој што Словото вели дека без вера не е можно да му се угоди на Бога. Верувам дека повеќето од вас сте возеле со автомобил кога надвор има магла. Нели? И возиме бавно затоа што слаба е прегледност. Не се вози брзо. Затоа што не знаеме на што можеме да наидеме. Замислете си пример кога возиш во магла, во тој момент некој да ти каже вози побрзо. Го знам јас патот. Кривините, дупките и се тоа. Ке му веруваш ли? Тоа е само еден од многуте примери каде влегуваме во ризик заради тоа што сме се довериле на нечии зборови. Често пати ние не ја знаеме иднината пред нас. И го живееме животот како во магла. Не знаеме што има во следната минута, во следниот момент, во следниот час. И целосно сме доверени на Бог, на Божјата волја. Има и некои планови, некои работи кои што треба да ги извршиме. Па се двумиме, дали да ги направиме, дали да не ги направиме. Кога станува збор за тоа дали да му поверуваме на Бог, а нашата интуиција, нашата логика, науката, плановите ни велат не, а Божиот збор ни вели да, тогаш треба да знаеме дека често пати верата не содействува со логиката, со науката, со сигурност. Бидејќи единствената сигурност е Бог и неговиот збор. Во денешното слово ние забележуваме како Бог му упатува слово на Авраам, порака. До Авраам стига Божјо слово, порака, вели првиот стих од 15 глава, по оние настани беше упатено слово Господово кон Авраам. Во кое време беше упатено? Вели по оние настани. На кои настани се мисли? Претходно Авраам само што беше издвојувал битки.
беше тој во битки, во победи, во време на успех и во време на награди. Првата порака, првиот збор кој што Бог му го кажува на Авраам во ова слово, гласи вака: не плаши се, Аврааме. По оние настани беше упатено слово Господово кон Авраам во видение: не плаши се, Аврааме. Авраам имал страх во себе си. Може би тоа не било видливо кај неговите слуги, кај неговиот народ, кај луѓето, но Бог знае што има во нас, во човечкото срце. Не знаем од што бил исплашен. Може би од војните кои што поминали. Може би од иднината што доаѓа. Но имало некоја вознемиреност во него и Бог му вели: не плаши се, Аврааме. Може би од самото видение, кој што сега се среќава со Бог, со Божиот збор. Прво, Бог не смирува. Кога тој не посетува, неговото присуство делува смирувачки. Не смирува. И ни вели: не плаши се, Аврааме. И ни дава основа за смиреноста. Зошто да не се плашиме? Која е причината? Зошто Авраам да не се плаши? Вели: не плаши се, Аврааме, јас сум ти закрила и наградата твоја ќе биде многу голем. Драги мои, во Исус Христос, кога знаеме дека Бог ни е закрила, тогаш стравот исчезва. Кога знаеме каде можеме да се закрилеме, да се скриеме, да се засолниме, да најдеме сигурност, тогаш нема страв за иднината, за следната година. Што ќе ни донесе следната година? Бидејќи сме сигурни дека Бог ни е закрила. Сигурен ли си дека Бог ти е закрил? Дека Бог ти го ветува неговото присуство и за следната година? Неговото водство. Само твое и мое дали ќе го прифатиме и живееме. А Авраам може би бил исплашен и загрижен за иднината. И сите ние, пак ќе повториме, размислуваме за идната година. Како ќе биде, што ќе биде. И Бог продолжува и вели: наградата твоја ќе биде многу голема. И тоа не е за прв пат Бог да му вели на Авраам: наградата ќе биде голема. Бидејќи Бог веќе му беше ветил потомство на Авраам. Му беше дал ветување. И сега пак тој му вели: наградата твоја ќе биде многу голема. Како, браќа и сестри, реагираме во тие моменти кога ги слушаме Божите ветувања, Божите пораки? Кога читаме, кога слушаме: не плаши се, имаш награда, имаш вечен живот, Царство Божјо, ветено ни е Негово присуство, закрила. Како одговараме? Дали веруваме на тие зборови? Или пак може би се сомневаме и ставаме таму некој прашалник: ја така, ја може би нема да биде така. Дали поставуваме дополнителни прашања на тоа кој што го читаме од Словото Негово, тоа кој што Бог ни го каже? Ајде да видиме како Авраам му одговара на Бог. Во вториот стих вели вака: а Авраам рече: Господи, зошто ми се твоите дарови кога сум без пород, а наследник во мојата куќа е Елиезар од Дамаск? Еве, браќи и сестри, гледаме што е тоа кој што го мачи Авраам. Веднаш излегува на виделина, на површина.
И тоа е многу важно. Да не го криеме во нас тоа кој што не мачи. Верувам дека секој еден од нас сега да биде прашан, ќе има да каже нешто кој што го мачи, не? И тоа не треба да го потиснувам. Треба да му го кажеме на Бог. Аврам не го потисна. Искрен беше, отворен, близок со Бог, му каже: Господе, награди ми нудиш, ама јас немам наследник. Во ред е некогаш и така да одговориме. Бог е спремен да ни изслуша. Бог ја разбира нашата ситуација. Бог ги разбира нашите борби. Без разлика тие дали се на семејно ниво, дали се на професионално, на црковно или на општествено, Бог знае каде стои твоето и моето срце. Колку копнееме по Бога или не. Човекот секогаш гледа на лице, но Бог гледа на срце. Тоа беше моментот кога Авраам почна да се ја излева маката. Дали некогаш ще се почувствувале така? Читаме од Словото Божјо, се молиме, ама нешто не мачи, сакаме тоа да излезе од нас. Аврам и Сара беа стари и немаа пород. Тоа не е лесно, браќи и сестри. Тие кои што го доживееле, тоа знаат како е. Тие не се лесни периоди во животот, тешки се. Аврам смета и Сара тие сметале дека им поминало времето. И веќе си планирале за друга личност ќе им биде наследник. На се што стекнале во животот, се што Бог им подарил, некој друг ќе треба тоа да го наследи. По човечки тоа не е лесно размислување. И затоа во 3 стих ние размислуваме како тој зборува во разочараност кон Бога. И вели ипак, рече, бидејќи ти не ми даде потомство, ета затоа еден од слугите родени во мојата куќа ќе ми биде наследник. Тука веќе гледаме како Авраам е разочаран. Ти не ми даде наследник. Колку пати и ние сме имале причина да му кажеме: ти не ми го даде тоа. Јас се молев, ама ти не ми го даде тоа. Не ми го допушти ти тоа, Господе. Очекував. Ти даде и такви ветувања, ама пак не ги даде. Бидејќи Бог му беше ветил на Авраам и се уште го немаше остварено ветувањето. Дали сте чекале, драги браќи и сестри, како Авраам за нешто? Дали се уште може би чекаме, сите ние, некоја молитва наша да се исполни, да се оствари? Бог сака да чекам. Нам не ни се чека. Нам често пати ни се брза. Бог не му е проблем да чекам. Авраам чекаше, ама велише, ајде, каде е, Господе, одговорот? Што мислите во тие моменти за Бог? За Него, за Неговите зборови, кога нема одговор од Него? Каква слика, каква представа ние добиваме во тие моменти кога Бог не одговара?
Тие се многу важни прашања на кои што сите ние треба да си дадеме одговор. А уште многу поважно е прашањето каков е пак мојот живот? Сите ние сакаме нашите желби, нашите барења да бидат исполнети, а тешко ние да следеме Божјата волја и да ги исполнуваме неговите заповеди. Дали се запрашуваме каков е пак нашиот живот во очите на нашите комши, на нашите колеги, на нашите членови од семејството? Каков е нашиот однос од другите? Каква е нашата љубов кон ближниот, кон Бога? Каква е нашата вера кон Господ? Каков беше животот на Авраам? Тој цело време беше послушен и правеше се како што ќе му каже Бог, без тој да разбира. Ке сестри. Знаете, разбирањето е често пати стимул за нешто дали да го извршиме или не. Бидејќи ако не го разбираме, ако не го сватеме, тогаш тешко да го направиме, тешко да се довереме, ако не го разбираме. А верата оди надвор од разбирањето, од логиката. Кое беше ветувањето и барањето на Бог од Авраам? И другите ветувања и барања кои што Бог ги имаше кон Авраам. Прво му рече, излези од твојата земја, Ур Халдејски. И оди таму некаде. Ќе ти дадам друга земја. Ќе ти дадам син. Ќе ти дадам мноштво народ. Твое наследство. Како одење во магла. Ти прави тоа, јас ќе ти давам. Ќе ти давам, ти само прави. А кога, Господе? Господ му вети син, му вети наследство. Дали Авраам ја наследи земјата и доби син? Лично тој доби син, но не и земја. Ја виде оддалеку, преку вера. Господ ќе даде, но можно е тоа да не го видиме, за Господ да остане наша закрила. Ние не треба да престанеме да бараме, не треба да престанеме да му веруваме, затоа што Бог ќе одговори кога ќе дојде неговото време, не нашето време. И да бидеме спремни дека ние можеби тоа нема да го доживее, кога тој ќе го даде неговиот одговор за нашата молитва. Треба да се препуштаме целосно на Божјата волја. Во 4 стих, Бог пак му проговорува на Авраам, пак му одговара, му се јавува и му вели вака. А Господ пак проговори, нема тој да ти биде наследник, туку оној кој ќе произлезе од тебе, тој ќе ти биде наследник. Пак Бог го повтара неговото слово, неговиот збор, исто така. Не одрекува, но вели, нема да ти биде тој наследник, но оној кој што ќе произлезе од тебе. А веќе во стари години и Авраам и неговата жена Сара. Медицината, научно, тоа нема да го подржи. Дека може да се добие дете во таа старост. И што прави Бог? Му вели, го изведе надвор, 5 стих, и му рече, погледни на небото и изброј ги звездите.
Гледа Авраам горе на небото звезди. Еден куп звезди. Изброј ги, вели. Може ли Авраам да ги изброи сите звезди? Да почне да ги брои и да ги изброи? Не може. И му вели, му рече, толково ќе биде потомството твое. Бог имаше смислено точно кој и каков ќе биде наследникот. Бог си има план за секој еден од нас, за секоја наша молитва упатена до Него. Тој треба да биде биолошки син по крв од неговата вистинска жена Сара. Ветувањето беше нададено на Авраам и Сара. Зошто? Затоа што наследникот води до Исус Христос. Лозата на Исус Христос од Матеј 1.1. И се е залудно без наследникот. Се е залудно без Исус Христос. Христос дава смисла на се, во Него се исполнува се. Затоа што тој е причината за наследството кој што доаѓа. Зашто е друго символ Исус Христос? Исус Христос е символ на верните, на оние кои што ќе поверуваат во Него, на сите нас кои што му веруваме на Господ Исус Христос. И затоа, кога Бог му рече на Авраам, изброј ги звездите на небото, се мислеше на оние кои што ќе поверуваат во тебе, на христијаните, на црквата. Колку многу ќе бидат тие. На друго место, во Словото пак, Бог му вели дека твоето потомство ќе биде како песокот на земјата. Тоа се мисли пак на земниот Израел. Израелците. Колку многу низ вековите и до ден денес имало израелци, како песокот на земјата. Ние не сме пробале да ги броиме звездите и не треба да пробуваме да ги броиме звездите, но знаете ли што треба да правиме? Секој ден од нашиот живот. Да ги броиме Божите благослови. Одреди си еден момент, едно време во твојот ден, еден период во твојот живот и размислувај за се што Господ ти дал. И ќе видиш колку милостив Бог е бил. Имаме ние една такава песна, милостите Божи припомни, сите одново ги повтори. За слава Божја. Уште од младоста до ден денес да си спомнуваме колку молитви Господ сам одговорил. Колку дарови тој ни дал. Колку успеси сме постигнале преку Негова волја, со Негова сила, со Негова помош во нашиот живот. Колку Бог не благословил. За тоа сака Бог да каже, број ги благословите. Ако можеш да ги изброиш, често пати и ние не можеме да си ги изброиме благословите, од што се многу. И често пати несвесни за благослови, сметајќи дека тие можат да дојдат. Должни се да дојдат. Пример, денешниот ден, верувате ли дека е благослов од Бог? Многу луѓе не го доживееле денешниот ден. Сме се разбудиле, сме станали, сме дошле овде на црква, сметајќи дека тоа е нормално, па секој ден ние си се будиме, здрави,
живи и сметаме дека и утрешниот ден така ќе го доживееме. Но не се сите денови исти. Секој ден е благослов од Бога. Верувајте, браќа и сестри. И ние треба да му се радуваме на секое ново утро, дадено од Бога. Овде Словото сака да каже дека ние не сме способни да ги броиме звездите, не сме способни да разбереме до крај Божјата волја, не сме способни толку совршени да ги осознаеме Божите мисли и Божите патишта, да ги достигнеме, не сме способни и спремни да го дофатеме Божјото премудро знаење и Божите планови, но можеме да си спомнуваме за Бог и за Божите благослови и да му веруваме постојано на Бога. Затоа Христос умре и воскресна за нас, за да можеме целосно да му се довереме на Бога, да бидеме ослободени од зависностите, од гревот, од светското влијание и целосно да му веруваме на Бога. Да го засакаме Бога со целото наше срце и сета наша душа. Бог за тоа не ослободи. Затоа ни е дадена верата, за спасение на нашата душа. Дали ти ќе му поверуваш на неговите зборови е денешното прашање? Нека да го прочитаме и последниот стих, 6-тиот стих од денешното слово. И вели словото вака: и му поверува Авраам на Господ, и тоа му се засмета за... Што? Праведност. Ние често пати праведноста ја споредуваме со делата. Бог мислиме дека не гледа праведни ако вршиме праведни дела. Или ако пак во нешто сгрешиме во некое дело, тогаш не сме праведни. Но верата нас не оправдува пред Бога. И затоа Словото вели дека Бог го смета Авраам за праведен, бидејќи му поверува на Бог. Воедно можеме да бидеме сигурни. Авраам ништо не разбираше буквално тоа што Бог му велеше, му ветуваше сега, ама му поверува. Ништо не разбираше. Дури гледаме, беше разочаран, му велеше на Господ, немам награда, па наследство ми ветваш, па не знам што. Бог пак му повтори, пак му вели, види ги звездици и така натаму, и на крај Словото вели, Авраам му поверува на Бог. Му поверува, пак му поверува на Бог. И тоа му се засмета за праведност. Ништо не разбираше, не сваќаше што се случува, како тоа ќе се оствари, кога тоа ќе биде, стари сме веќе, тој имаше многу прашања, многу збунетост, неговата логика, неговите, можеби нашите научни сознанија не го дозволуваат тоа да поверуваме, но сепак можеме да го веруваме на Бога. Така ли? Држи ли водата? Нормално да се јавуваат прашања, браќа и сестри, како, кога и зошто, но верата оправдува се. Бог вели, во Исус Христос ти имаш вечен живот. Во првото послание на апостол Јован, 5 глава, 12 стих, читаме вака: кој го има Синот Божи, тој го има и тој живот. Кој го има Синот Божи,
го нема тој живот. А пак од 10 до 13 вели, кој верува во Синот, тој го има тоа сведоштво во себе. Кој не му верува на Бог, го прави лажливец, зашто не поверувал во сведоштвото негово, со кое посведочил Бог за својот Син. А сведоштвото е тоа дека Бог ни дарувал вечен живот и тој живот е во неговиот Син. Кој го има Синот Божи, тој го има и тој живот. Кој го нема Синот Божи, го нема тој живот. Ова ви го напишав вам, кои верувате во името на Синот Божи, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Синот Божи. Колку само се повторува зборчето верува, верувај, така не. Бог ја сака верата од нас, кон Него. Важното прашање е дали веруваш дека имаш вечен живот. Верата во нас дава сигурност дека имаме вечен живот. Ако тоа прашање беше поставено на Авраам, дали верува дека ќе го добие Исак како наследник и преку него наследство, нели тој ќе каже да, одговори да. За нас прашањето е дали ние веруваме дека го добиваме Исус Христос, а преку него вечен живот. Преку верата во Исус Христос ние добиваме вечен живот. Затоа, браќи и сестри, да веруваме. Верувајте му на Господ Исус Христос. Верувајте му на неговите зборови. И доверете се. Верата бара доверба. Довербата значи практично нешто. Кога ние правиме нешто како резултат на верата. Верувај му на Бог, верувај на неговите зборови. Животот е прекраток, а вечноста предолга за да се ризикува. Ви посакувам Божјо водство на сите вас за следната година. Нека Господ нашите чекори ги води, нашите планови ги води, кон Него да не сближува до Него. Никој од нас не знаеме што не чека во идната година, но знаеме дека Господ Исус е таму и ќе не пречека. Слава и чест нека му е Нему, сега и во сите векови. Амин. Ќе взамам да станете за молитва. Ти благодариме, Господе, за Твоето Слово ова утро, кој што Ти не го опатуваш до нас. Ние Ти благодариме и му веруваме на Твојот збор, на Твоето Слово. Те молиме тоа да падне на плодна почва во нашите срца и да даде плод кој што ќе те прослави Тебе. Прости ни кога често пати се сомневаме на Твојот збор и на Твоето Слово. Прости ни кога често пати сме пасивни и не го извршуваме до крај. Прости ни, Господе, што често пати не живееме согласно Твојата волја. Признаваме. И затоа бараме сила и обновување. Поставуваме прашање како и Аврам што поставуваше, бидејќи имаме маки во животот, неостварени барања, молитви, но ете се доверуваме на Тебе како Авраам, Господе. И чекаме на Тебе, и бараме и молиме од Тебе. Ти биди, Господе, со нас и упатувај не во новата година. Спремни да те сретнеме Тебе. Не знаеме дали на почетокот, на средината, на крајот, или пак во подолга иднина ќе те сретнеме, Господе. Но сепак ние се припремаме за кога ќе дојдеш да не завариш, да не најдеш со вера. Будни, да не најдеш во сомнеш,
Да не најдеш вршики ги делата на темнината. Да не најдеш, Господе, да не затекнеш заспани. Но будни преку Твоето Слово. Ти ја гледаш понизноста, Господе, на нашите срца. А гордостта ти е туѓа. Те молиме, Божие, да не водиш и благословуваш понатаму. Сега сите ние ќе ти се молиме онака како што ти не учише нас. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај не го и денес, и опрости ни ги долговите наши, како што и ние му прощуваме на нашите должници, и не воведувај во искушение, но избавен од лукавиот, зашто Твое е царството, и силата, и славата, во сите векови. Амин. Можете се. Ќе го прославиме Бога со песната 360. Вера ти ми даде Боже, но и дела дај ми ти. Вера ти ми даде Боже, но и дела дај ми ти. Братска љубов ти ми саби, и со нежност исполни. Излоба и остави срцето очисти го. Туѓа славност на живота со насмевнато лице. Ти славен да не вида, ми Боже ти, со гордост да не суда, да не ширам клевети, да со завист да не гледам, како други успева, да не имам нага тајно и пријател да сум пак. И нечестни беа тајно, да не правам никогаш, што правам најавно, да сум искрен секогаш, да не газам сиромаси, ниту подло користам, но ја правам, јас што сакам, други да ми направат. Дај ми Боже вера жива, и
поток покорен, совест чиста и без злоба, совршен мир небесен, срцето ми да е бисер, како Христа душата. Светло сека да носам, со љубов да живеам. Да ги слушнеме децата. Благодариме, деца. Господ да ги благослови децата. Информациите се следните. Има календари оставено надвор на полицата. Може да си земете. Тие коштат 200 денари. И следната недела, 4 јануари, ќе има Господна вечера. Тоа се информациите. Сега ќе ве замолам за песната број 1 и ќе завршиме со Божиот благослов. Станете, ќе ве замолам да станете. И мирот Божи, кој што го надвишува секој човечки ум, да ги запази вашите срца и вашите мисли во Христос Исус, сега и во сите векови. Амин. Ова богослужба е завршена.